Повод за доаѓањето на првиот човек на Евросоветов понеделник во Скопје е мигрантската криза, улогата на Македонија во справувањето со истата, како и политичката состојба во македонската држава, информираат дипломати од Брисел. Имено, посетата на Туск на Македонија ќе се случи во пресред на се почестите предупредувања од нов бран на бегалци, а како последица на се посилните тензии меѓу Европската унија и Турција и заканите за раскин на договорот за мигрантите. Најавите од страна на турскиот претседател Реджеп Тајп Ердоган за прекин на приемот на мигранти представува голема закана за Европа и пред се за балканските држави, што е причина за аларм во Европската унија. Инаку, ова ќе биде трета посета за 2 години на Доналд Туск на Република Македонија, а како и на претходните 2 гостувања, и овој пат домаќин на Туск во Скопје ќе биде македонскиот претседател Ѓорѓе Иванов. На последната нивна средба во март 2016 година, Туск и Иванов дискутираа за постигнување на заедничко европско решение за бегалската и мигрантската криза. На тогашната средба, Иванов предупреди за илегалната миграција и насилното влегување во Македонија, децидно укажувајќи дека Република Македонија нема да дозволи зголемување на безбедносните ризици од мигрантската криза. Македонскиот претседател тогаш порача дека Македонија ќе ги преземе сите активности за заштита на државните граници и за зачувување на националната безбедност, што за цело време и го прави. И покрај тоа што доаѓа во најголем дел со Иванов да разговара за справување со потенцијалниот нов мигрантски бран, Доналд Туск, кој исто така не ја осуди тиранската платформа, исто така се очекува да го искористи времето да се обиде да го убеди македонскиот претседател да го даде мандатот на опцијата што ја застапува тиранската платформа во Македонија и начело на новата влада да застане меѓународниот проект Зоран Заев. За Сител од Брисел, Бобан Онковиќ.